Да, добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте со уште едно отворено студио, анализа на телевизија 24. Приказната за Гоце Делчев, за тоа чиј е великанот, продолжува. Денеска повторно имаме изјава од претседателот Пендаровски. Тој вели кој сака нека го слави Гоце Делчев, тоа е добро за Македонија и македонците, зошто да не? Ова е уште едно продолжение на приказната, која сепак е дел од еден сериозен билатерален проблем со Република Бугарија, кој пак е поврзан со почетокот на преговорите за Северна Македонија со Европската Унија. Ова прашање останува отворено, исто така, тука се надоврзуваат и почетокот на преговорите, но исто така и писмата кои државниот врв неодамна ги упати до Вселенската патријаршија за признавањето на Македонската православна црква, проблем кој е исто така поврзан со идентитетските и црковните прашања, некако е дел од тој конгломерат на проблемите на Македонија со своите соседи. Ова се дел од темите за кои ќе зборуваме вечерва со нашите гости. Тука во студиото ги имаме господата Страшо Ангеловски, претседател на партијата МААК, Љубомир Јосифовски, екс-пратеник на НСДП и Петар Богоевски од Македонски концепт. Добро вечер. Добро вечер на сите почитувани. Господин Ангеловски, ми се чини, после долго време повторно во нашето студио, но исто така ве нема ни во јавноста, можам да забележам. Ве нема толку често во јавни настапи. Пред да ви го поставам прашањето конкретно за Бугарија, ќе ни кажете ли намерно се повлекувате? Немате ли што да кажете? Дали е тоа некаков можеби револт кон се што се случува или едноставно таква стратегија сте избрали? Не, страутно многу имам што да кажам и го кажувам тоа во колумните кои ги објавувам во порталите, меѓутоа медиумите, овие нели телевизиските медиуми сметаат дека не треба да бидам присутен и еве после неколку години конечно од вас прв добив покана да настапам вечерва, така да ќе имаме многу да кажеме. Најпрво е да ја прокоментирам изјавата на претседателот Пендаровски. Многу кратко, бидејќи обично не сакам да коментирам туѓи изјави, меѓутоа не знам зошто кога ни се одземаше правото да го славиме Александар Македонски, претседател Пендаровски не рече дека сите имаме право да го славиме Александар Македонски. Толку околу тоа. Значи треба да бидеме конзистентни и да немаме двојни стандарди никогаш. Доколку сега велиме дека секој може да го слави Гоце, секој може да го слави и Александар. Добро, еве како вовет во емисијата, Богоевски, како би го коментирале ставот на претседателот, бидејќи Пендаровски има се уште една изјава во однос на Гоце Делчев, која исто така тогаш беше доста коментирана, кога рече дека се консултирал со историчари и дека тие му кажале дека Гоце Делчев се има изјаснето како бугарин. И сега доаѓа и оваа изјава. Како би го коментирале овој став? Историјата е многу сериозна наука. Не е сештологија. Тоа е база која ја креира и мината. И за жал сега имаме преку 1 милион Facebook историчари во Македонија. Не знам со кои историчари дискутирал претседателот Пендаровски. Предпоставувам релевантни, пошто ставам збор за претседател на Републиката. Меѓутоа, ставот за Гоце Делчев не е така едноставно да каже што се изјаснувал, доколку не ја познаваш подлабоко причината зашто се изјаснувал како бугарин и што се подразбирало под зборот бугарин во времето на Гоце Делчев. Или пред тоа, и да не зборувам во средновековието. Мора да се познаваат прво термините, без да им судиме ние на нашите предци од денешен аспект, но мора да знаеме дека во тоа време зборот бугарин или зборот македонец подразбирале нешто различно од она што значат денес. И кога се даваат такви изјави во јавност, ми делуваат на подготовка на македонската јавност за некаков принцип на кванташки пазар на затварање на прашањето со Бугарија, односно на некакво одстапување или неодстапување на личности.
Че ние не можеме да зборуваме за ниту земање, ниту отстапување. Затоа што во случајов станува збор за субстратот на оној период на автономизмот на Македонија, пост сепаратизмот македонски, и Гоце Делчев не е толку габаритна личност за организацијата, за ВМРО. Меѓутоа е и текако значаен за периодот на македонскиот автономизам. И тука, кога ќе ги гледаме тие процеси низ историјата, мораме да бидеме внимателни, бидејќи Македонија или македонскиот денешен современ идентитет се развива во неколку фази. Тоа е сепаратизмот, автономизмот, независноста или идејата за независна Македонија до ова што сме денес ние тука присутни. Да. И ние викаме, за да ги решиме овие проблеми, мораме да направиме еден апдейт на југословенската теорија на поимање на зборот македонец, односно во Македонија треба да биде македонец секој граѓанин на државата, а етнички може да биде секој на своја страна. Во таа смисла, кога зборуваме за Гоце Делчев, треба да знаеме дека своевремено зборот бугарин има двојно значење. Државен идентитет и милет, односно религиозен идентитет. А додека македонци, тракици или мизици е оној локален идентитет, оној нашински идентитет кој бил познат во Стамбул, кој се сретнеле нашинците, викале за тие што доаѓале од Македонија, не викале за тие што доаѓале од Русе, дека се нашинци. Да, добро, и во таа смисла ќе ги замолам председателот Пендаровски, премиерот Заев, вице-премиерот Димитров, особено со искуство, но релативно млад во дипломатијата, хирургот Османи, да бидат малце повнимателни кога го дискутираат ова прашање кое задира во најдлабоките емоции на денешната македонска нација. Да, добро. Јосифовски, кога Пенаровски кажува нека го слави секој кој сака Гоце Делчев, тоа оди во корист на Македонија и македонците, дали таа изјава гледате како една државна стратегија која можеби оди кон решавање на спорот со Бугарија или отвара нови дилеми? Точно така. Во прашањето го додадоте и одговорот. Мислам дека Пендаровски председателот се залепи на она што веќе во континуитет трае известни 3 години од моментот на потпишувањето на договорот за соработка со Република Бугарија. И тука ја гледам неговата најголема грешка. И не само негова, него исто така и на премиерот. Договорот за добрососедство со Република Бугарија е договор кој што се заснива помеѓу две држави. Чин каде што одлучуваат и потпишуваат политичарите во име на граѓаните. Она што не смееше нити председателот, нити премиерот да си дозволи е моментот да ја дискутираат историјата на Република Македонија. Не смеја да си дозволат да влезат во полемика за македонштината, не смеја да влезат во полемика и да аргументираат туѓи изјави на наши пресови како факти. Република Македонија е држава која што има сопствена историја, која ја негува со векови и во кој што секој кој што ќе допре во нејзе ќе најде на еден одбранбен штит кој што е многу голем, иако во моментов тоа сите мислат дека поминува многу лесно. Она што е битно е дека во најкраток можен рок политичарите кои што ја управуваат државата треба да се иземат од разговори, преговори и факти кои што може да ги толкуваат само историчарите. Но историчарите исто така не се неприкосновени. Они се тие кои што ќе преговараат во име на државата и во име на народот. Според мене, како крајен ефект на овој проблем кој што ни се случува, практички се прашувам зошто воопшто влегуваме зошто се фаќаме на јадицата на таа дилема, е дека граѓаните треба да одлучат како крајен
аргумент за наследството. Значи, ова е отприлика исти принципи за Преспанскиот договор, важи истото прашање. Вие мислите дека воопшто не требаше да разговараме со Бугарија за ништо за Не, точно е прецизирано. Бидејќи знаеме дека така биде бил затворен Европскиот пакт. Спорот со Бугарија, билатералниот што сега се наметнува, е предвиден во многу документи кои што Република Бугарија наназад ги создава. Меѓу другото, последниот договор во 2017 година подпишан од премиерот Заев и премиерот Борисов, ако го читате, децидно предвидува дека двете страни нема да имаат непријателски односи кон себе, никакви претензии, и исто така ќе негуваат пријателски односи во делот на расчистување на историските проблеми. Таму нигде не дефинира за што точно ќе се зборува. Единствено што дефинира е комисија од историчари од двете страни кои што ќе превземе обврска да ги разговара историските моменти. Комисијата нема право нити обврска да реши нешто. Тоа ќе го решат граѓаните како крајна инстанца. Најголемиот проблем во моментот е што ние си дозволивме на документ кој што е обичен меморандум, меѓутоа пазете со една дополнителна тежина затоа што е изгласан во Собранието на Република Бугарија како документ кој што е изгласан од сите релевантни политички фактори. Не, меморандумот не е изгласан. Рамковната позиција е изгласена. Ние зборам за меморандумот што е испратен пред 4 дена во Европската комисија. Тоа е објаснувачки меморандум, да. Објаснува, ама тој пазете, тој го изгласа како документ во Собранието. Со сите релевантни политички партии. И ние сега се доведуваме во ситуација пред неколку дена да имаме изјава дека Република Македонија не е паметно да одговори на соодветен начин. Баш обратно. Да ќе зборуваме за тоа дали е паметно или не, го имам тоа прашање. Ангеловски, да прашам вас... Значи, ќе ми дозволите најпрво да одговорам на ова истото, затоа што на моето почетното беше само еден краток коментар на изјавата. Според мене, за да дојдеме до она што денес ни се случува, ние мораме да се вратиме, па да не речеме 13 века, меѓутоа 3,5 века наназад секако, мораме да се вратиме во 1648-та. 1648-та, после 30 годишна војна на тлото на Европа, се подпишува Вестфалскиот договор. Од тој момент започнува новата историја на човештвото и од тој момент почнуваат да се создаваат нации и држави. Се создава тоа двојство на нации и држави. Се одзема власта од римскиот папа, кој дотогаш владеел, и им се дава власта на кралските семејства, а вероисповедта останува да си ја практикуваат онака како што сакаат, и од тој момент се признаваат во западното христијанство, се признаваат римокатолицизмот, протестантизмот и калвинизмот. Во тој момент се создава и кралството Холандија, каде што единствено евреите се заштитени со својата религија. И сега, некаде 2,5 столетија после тоа, заради ослабување на силата на Отоманското царство, веќе формираните нации и држави во западното христијанство почнуваат да формираат нации и држави на Балканот, но и на Блискиот Исток, за да ја одземат силата на Отоманската империја. Така, носејќи нивни кралски семејства, ги формираат и Грција и Бугарија. Ја формираат како вештачка држава бугарската држава, во чии рамки, во чии граници се создава бугарската нација. Не постои бугарски народ, постојат македонци, постојат тракијци, постојат прабугарски племења, кои некаде во 7 век хан Кубрат ги обединил, а хан Аспарух бил првиот владетел. Меѓутоа, мали се остатоците на прабугарските племења. Огромно е мнозинството на македонскиот народ во така создадената вештачка држава и нација. Прво, по основ на автохтоно живење во Пиринскиот дел, второ, по основ на бежанци кои се протерани 1913-тата, посебно на Црното море. Единствен жив јазик кој се говорел во тоа време, во таа вештачки создадена нација држава, бил македонскиот, ниту тракискиот, ниту на прабугарските племиња јазикот остал да се говори. Од тука, единствено нешто што е конститутивен елемент и дел, ако постои и е живо
е конституен дел на бугарската нација и држава, тоа е македонскиот народ и македонскиот јазик. Добре, јас така мораме да ги гледаме. Значи мораме така да ги гледаме нештата и само уште ќе додадам. За разлика од западното христијанство, во источното христијанство пак наспроти двојството држава-нација се создава тројство. Држава, нација и црква. И од тука се и проблемите кои македонскиот народ со последно создадена нација ги има и во создавањето на националната црква. Влегувате ли со овој став во таа една стапица на негирање на собствените аргументи? Бидејќи во спорот со Бугарија, Македонија се потпира пред се на правото на самоопределување, нешто што е признаено и со Преспанскиот договор. И тука е нашиот најсилен аргумент. И тука не може да се оспори. Македонскиот јазик е кодифициран, признаен. Сега вие кога ќе кажете вештачки народ и вештачка нација, бидејќи ако јас би ве прашал која е природна нација? Не постојат природни нации. Па тоа сакам да ве прашам. Ама токму тоа јас сакам да го кажам. Бидејќи кога велите постојат народи, а нациите се вештачки и започнуваат со формирање од 1648-та. И сега, за да бидам поразбирлив, ќе бидам многу сликовит. Некаде во 80-тите години од минатиот век, во поранешната СФРЈ, почна да се создава југословенска нација. Бидејќи видите, и бугарите го користат истиот аргумент за македонците. Дека многумина почнаа во државјанството да пишуваат југословен. Доколку таа и таква држава обстанеше уште 50, 60 или 80 години, ќе се создадеше вештачката нација Југословен, значи вештачка југословенска нација, која ќе ја сочинуваа народите македонци, срби, хрвати, словенци и така натаму, и дали тогаш Гоце Делчев ќе беше Југословен? Не можеше да биде. Затоа е Гоце Делчев македонец, затоа што е припадник на македонскиот народ. Американците каква нација? Вештачка нација, нормално. Но прва на светот најсилна, да. 1883 година е донесен закон со кој на индијанците, американската влада носи закон со кој на индијанците, значи тамошните племиња, им ги одзема последните културни особености и можноста да зборуваат на свој јазик и да ја негуваат собствената култура. Сакам друго да ве прашам. Може тоа и за останатите гости истото прашање. Кога зборуваме за македонско-бугарскиот спор, имаме ли ние тука проблем кога во директните преговори, бидејќи сепак без разлика ова што го зборува Богоевски, бугарите имаат црно на бело дека сите македонски револуционери се изјасниле како бугари. Сега видите вака. Они имаат документ на кој пишува дека Крсте Петков Мисирков 10 години после пишувањето на македонските работи има писмо, вели се што сум напишал во македонските работи е напишано под притисок на српската пропаганда, јас за се тоа се каам, тоа ништо не е вистина, не постои македонска нација, не постои македонски јазик, тоа се бугари. Гоце Делчев, не знам, 11 пати се изјаснил како бугарин и така натаму. Не, да не ме разбирате, Не. Така велат бугарите дека имаат 11 писма. Некакви. Успел да избори Гоце Делчев колку пати се изјаснил. Документи, не знам, добро, 11 документи. Не, сакам да ви кажам друго, да не ме сватите погрешно дека тоа го тврдам. Сакам да ви кажам. Сега бугарите имаат сега зборам кој е нашиот проблем во преговорите. Бугарите тоа го имаат црно на бело, а ние имаме толкување. Така, ние имаме црно на бело дека првиот председател на Македонија, Киро Глигоров, беше југословен. Што е Киро Глигоров, кажете? И бугарин. И бугарин. Што е Киро Глигоров, македонец? Но повторно не зборувате за толкување. Значи, повторно мораме да ги разликуваме нацијата и народот. Не знам дали можеме да се разбереме. Не се разбираме. Кога почнеме да ги разликуваме. Затоа и бев многу пластичен за да и гледачите го сватат дека едно е да бидеш припадник на народ, друго е на нација создавана низ векови и низ децении. Да, но кога ќе ви кажат бугарите вака, ај кажете ми. Гоце Делчев се изјаснил како бугарин или не, ама кажете ми со да и не без точки запрека. Еве, јас ќе кажам, се изјаснил најверојатно, затоа што немал поинаква можност. Дали ме разбирате кај не е проблемот. Дали вие додека живеевте во СФРЈ имавте македонско државјанство? Немавте, имавте југословенско државјанство. Значи тоа е сето може да се вклучам. Околности. Се извинувам. Не, се обидувам да ги артикулирам нашите проблеми во спорот. Има еден суштински момент, тоа е терминологијата. Треба да знаеме дека станува збор за различни векови. Не она што значи денес сакам, значело истото пред 5 века. А да не зборувам за значењето или описот
на идентитетите кои го носеле во себе тогашните луѓе. И тоа имаме најголем проблем ние тука во Македонија, кога со денешна терминологија или поимање на термините ги гледаме историските документи од пред неколку векови. Мора да знаеме дека, или за да им судиме, или да ги оценуваме личностите од минатото, треба да имаме бајчка исчитана историја, за да го добиеш на историски поглед на работите, да се вратиш во тоа минато, да го соживееш тоа време, за можеш да го разбереш тој човек што и како изјави. Богојски. Треба да знаете следно, дека пак. не само Гоце Делчев, него сите или грото македонски револуционери своевремено застанале на страната на преродбата во Македонија, а тоа е антигрцизмот. Во тој момент се создава православна втора црква, непризната од Вселенската патриаршија, наречена екзархија во Истанбул или бугарската екзархија. Секој оној кој ја прифатил или се изјаснал на референдум, како верник или ќе ја почитува и ќе ја посетува бугарската екзархија, во туските дефтери или во изјаснувањето во документацијата, е булгар милет или верници на таа екзархија. Проблемот каде настанува? Проблемот настанува тоа што нашите братучеди во Бугарија сакаат да ја земат екзархијата како нивно историско културно наследство, без никакво учество на нашите дедовци. А мојот прадедо ја градел екзархиската црква во Крушево и екзархиската гимназија во Крушево. Како можам јас на некого од Мизија да му го отстапам тоа историско културно наследство од малото во кое сум пораснат и во црквата во која се крстени и венчани генерации бунтуровци, како можам јас тоа да речам дека е културно наследство на Република Бугарија, а не на мојата Македонија? Стоп. Тоа е, тоа е историско културно наследство колку на сегашната бугарска нација, толку на македонската нација. Но видите, и во таа смисла тој проблем е суштината на ова за кој не сакаат да зборуваат бугарите. Тие инсистираат да направиме историски рез со 44-та и 5-та година, дека ние настануваме вештачки, дека дедо ми заспал бугарин, другиот ден се разбудил како македонец, 45-та година, и се пред 45-та година е историско наследство на Бугарија, после тоа на Македонија. Тоа не може така, бидејќи јас се чувствувам подеднакво историски правен и секаков наследник на она што се чувствува некој бугарин во Софија и никогаш нема да се согласам со политиката која сега се заговара на мала врата од актуелната влада во Македонија на прифаќање на таква отстапка. Видите, не. Имаме оставинска постапка, помина времето на братството, сега сме веќе ние братучеди тука на Балканот, нови генерации се изродија, мораме да завршиме на оставинска постапка во кое тоа историско културно наследство кое се развива пред на територијата на Македонија, пазете. Таа црква действува најмногу на територијата на Македонија, тоа и Јужна Бугарија денешна, најмногу Пловдив или Филиполис, ние мораме да се разбереме околу тоа. Ајде вака да биде малку. Се друго е јасно. Прагматично. Најпрагматично ќе бидам сега. Знаете што? Бугарија никогаш од председателот Желју Желев до пред, можам слободно да кажам, месец дена, не оспорила македонска државност. Дури тоа не го направи со рамковната позиција која беше усвоена со апсолутно мнозинство бугарско парламент, осем со 4 пратеници воздржани. Или еден мислам дека не гласаше. Меморандумот, односно појаснувањето на таа рамковна позиција која го побарал Брисел, затоа што не е разбирлива самата рамковна позиција која е едностран акт на раскинување или анексирање на Илинденскиот договор подпишан од Заев и Борисов. Со тој меморандум Бугарија за прв пат покажува дека македонската државност ја прогласува за проблем за Бугарија. Тука веќе имаме сериозен проблем со секој еден граѓанин во Македонија. Мислам дека, видите, овие објаснувања што ги давате, мислам дека не се толку потребни за македонската јавност, бидејќи не се спорни. Ништо од ова вие што го зборате не е спорно. Зашто не е спорно? Спорно е како не е спорно. Ја ве прашувам во смисла на преговорите кои ги имаме со Бугарија. Каков е тој збор, кој сака да го слави Гоце Делчев, нека го слави. А кој ќе го слава другите? Темпо ли ќе го слава другите? Кога ќе ве прашат вака, кога ќе ве праша бугарската комисија, еве вие да сте во преговорите, и вели вака, конкретно праша.
Зошто тогаш вие во вашите учебници, во вашата историја не пишува дека Гоце Делчев се изјаснил како бугарин? И сите други. Зошто тоа го нема во вашата историја? Зошто ние од прво до осмо оделение не учевме дека они се изјасниле како бугари? Не, послушајте ме. Зошто ние не учевме дека се изјасниле како бугари, но во тоа време тоа изјаснување значело ова и ова. И они велат, не суштинска разлика. Ја фалсификуваат историјата. Бугарската историја не пишува дека Никола Јонков Вапцаров е македонец по потекло. Туку се присвојува како бугарин. Никола Јонков. Добра, ајде да зборуваме за нас. Може се доизјаснам само. Само се доизјаснам за вас за комисија. Ајде зборуваме за нас. Значи, еве сега ќе ви кажам за комисија. Да. Значи не е проблем и не се занемарува фактот кај нас, бидејќи ние се уште како официјална државна идеологија или историја ја имаме југословенската матрица. И не недостасуваат независна, современа македонска државна матрица и историја. И тоа мораме час поскоро да го завршиме. Јас се обидувам да објавам по социјални мрежи еден таков тип толкување, да речам на АСНОМ конкретно. Последно. И многу други настани личности. Меѓутоа, едно е ние да зборуваме доколку сметаме за потребно во учебник во 6 оделение да разглобиме толку детали околу некоја историска личност или настан. Друго е позицијата на Бугарија во меморандумот, каде што се оспорува државноста на Македонија. И то не е детаљ. Тоа е веќе акт на агресија кон Македонија, бидејќи не станува збор за документ кој го испратил Петар до Брисел или од Бугарија, не знам, Стојко. Станува збор за официјален документ на бугарската држава до Брисел, во кој ги оспорува причините за постоење на македонската држава. Добре. Тоа никогаш не може да биде прифатено на наша страна, бидејќи нашата државност, македонската државност е многу скапо платена. Добро, за некој, дури ни грците не се дозволија во преспанскиот процес да ја оспорат државноста на Македонија. И ова сериозно ме лути и тука мора прво Бугарија да го повлече меморандумот, да се извини за тој меморандум, кој е акт на непријателство кон Македонија и да се врати на Линденскиот договор. А онаму каде што треба да зборуваме на објективизација на историјата, врз база на историски факти, документи, оригинални документи, е друга приказна. А ова е сосема друго. Да, но дали разлика на тоа? Тоа ве прашам. Дали ние тоа би го прифатиле, Јосифовски? Што да кажам? Ова што го зборува Богоевски, значи објективно толкување на историјата. Дали ние би прифатиле во нашите учебници да пишува дека Гоце Делчев се изјаснил како бугарин? Па и да го после да го објасниме тоа во кој контекст било. Значи ако во стартот говоревме за политичарите кои што управуваат или ја водат државата, во истава секунда се случи и на масата. Додуше поразлично беше, Страшо даде едно образложение од историски аспект што за мене е прифатливо. Но ова што го прави Богоевски е сега повторно мешање на баби и жаби. Значи, треба да се одлучиме во која улога говориме кога настапуваме на одреден настан или пред одреден аудиториум. Значи, дали сме сега во позиција на историчари или сме во улога на политичари? Дали анализираме или се огледуваме? Значи, што е поентата? Значи, ако треба сега историските факти да ги слушаме, јас не ја знам академското образование на Богоевски, меѓутоа сум убеден дека за тоа и те какви факти имаме, затоа што познавам, да не речем скоро сите професори по историја на филозофскиот факултет. И знам каков елан и каква срж лежи тамо во однос на историските факти. И сега ако треба ние да ја продаваме таа состојба или таа историја кон нашите граѓани, апсолутно за мене е неприфатливо. Но што е прифатливо? Прифатливо е, наместо ние да кажуваме што треба Бугарија да прави, да правиме соодветни одговори. Зашто конкретно? Значи, на последното писмо кое што ги избрка сите овие ситуации, кое што беше пратено во Брисел во пресред на започнување на преговорите, ние требаше соодветно да одговориме. Што се случува? Ние имаме два одговора од релевантни функционери во државата, кои што кажуваат собствено мислење. Значи, ги немаме граѓаните. Како ќе ме прашате граѓаните? Па прво, може да излезат во јавност со одредена тема. Еве, вие го правите како медиумска куќа. Меѓутоа, граѓаните исто така се се застапени во државата и преку пратениците. Каде се пратениците да направат соодветен одговор на ова што се случи во Бугарија? Знаете што велат, еве на ова, ќе ве прашам па продолжите, познавачите, дел од оние. Велат, ние
Јасно е дека европската позиција во однос на бугарскиот објаснувачки меморандум, кој не е прв таков документ, уште еднаш е пратен во Брисел, но не беше прифатен од европските институции да стои во завршените извештаи, оставен е како документ на страна, прилог, едноставно документирано е дека е пратен, но не е дел од ниеден европски извештај. И велат јасно е дека нема подршка Бугарија, тоа и Германија јасно го кажа, дека историјата треба да оставена на страна, а Германија силно го форсира почетокот на преговорите за Северна Македонија и Албанија до крајот на годината. И велат, многу е поумно сега Македонија да молчи, да не излезе во таа битка, да не ја сгреши стратегијата, како да речеме, со антикризацијата, па да ги ослабне државните позиции, кога и онака Бугарија нема подршка од Европа. Гледайте, дајте да расчистиме само еден момент. Еве, кратко ќе бидам. Значи, не може, вие сами рековте, не може да влезете во битка и вие да молчите. Значи, Република Македонија требаше соодветно да одговори на објаснувачкиот меморандум на Република Бугарија. Крај. Ние не одговоривме. Дури премиерот излезе јавно кажа дека неговото мислење дека баш ова што го потврдувате и вие, не треба да ја буричкаме работата. Не, ние треба да имаме официјален документ во државата кои се нашите ставови. И за таа работа власта требаше да најде снага да разговара на посебна маса со опозицијата, затоа што се работи за државни интереси. Тука се направени главните грешки. Иначе, ако гледаме реално, ако збориме за нашата историја, ако збориме реално, ако ја гледаме нашата позиција и ја толкуваме историјата, ние цело време збориме за историјата и за нашите јунаци. Еве да прашам, ние имаме шанса сега од ова плејада на политичари да излезе некој јунак. Кој е тој јунак што ќе излезе и ќе каже да, нашиот договор за добрососедство е на пријателска основа, али дајте да не мешаме. Добро. Значи тие се елементите кои што мора да бидат застапени. Меѓу другото, зошто дојдовме до овде? Дојдовме затоа што наспроти 150 годишните национални стратегии на нашите соседи, Призренската лига кај албанците, Сан-Стефанската големодржавна идеја кај бугарите и Мегали идејата кај грците, кои се градат веќе веки половина, ние излеговме со шарм дипломатијата на Димитров. Ние мислевме дека е тоа така, едноставно ќе седнеме и ќе ги завршиме работите. Не можете неподготвени, не можете без ваша стратегија да влегувате во битка со национални стратегии градени со векови, тоа е прво, и со тоа оваа влада, нас државата ја донесе во однос на сизеренство. Сизеренство од францускиот збор сизерен, односно, сизерен е онаа држава која на друга држава и наложува како ќе ја води надворешната политика, а онаа пак, која тоа го прифаќа, е во однос на вазал. Ние се доведовме во ситуација да имаме сизерен, грците и бугарите да бидат, Атина и Софија да бидат сизерен, кои ќе ни наложуваат како ние како држава ќе ја водиме надворешната политика. Значи, работите се многу посериозни отколку што ние сакаме да ги гледаме, се повеќе од сериозни, затоа што конечната разрешница на сето ова, за жал, може да доведе до бришење на македонската држава и на македонскиот народ. А не мислите дека е... Во овој момент, се извинувам, не е Гоце Делчев мета на бугарската големодржавна стратегија. Мета е македонскиот народ. Доколку ние утре прифатиме и доколку докажеме и речеме дека Гоце Делчев е бугарин, ами тогаш и мојот дедо кој живеел во времето на Гоце Делчев е бугарин, нашите сите дедовци, прадедовци кои живееле во времето на Гоце се бугари. И ние тука го бришиме постоењето на македонскиот народ. Јас не знам дали некој во оваа држава, оној кој во моментов ја раководи, сака, знае и умее да седне и сериозно да размисли. Ние се наоѓаме во исклучително тешка ситуација за докажување, за заштита на својот идентитет и вклучително на тоа и постоењето на овој народ и на оваа држава. Велите, за ова сака, државата нема стратегија, не па мислите дека е има, државна... спомнете ми ја. Па еве ќе ви ја спомнам, Ајде. за вас не е добра стратегија да се влезе во најсилниот воено-политички сојуз на светот прв пат. Да се оствари најголемата аспирација на македонската државност од осамостојувањето и да направиш една таква заокружување на државноста, да. Колку сте вака дури возбуден од тоа што сме ние членка на најголемата воена организација. Воено-политичка. Некаде на крајот на 30-тите години од минатиот век, исто вака
оние кои подпишуваа пакт со Хитлер, подпишуваа договор со најголемата воено-политичка организација во светот, ама подпишаа со погрешната страна. Така да не мораме многу да се радуваме затоа што сме подпишале сојуз со една воена организација. Знаете зошто? Затоа што организациите, без разлика дали е ваква или онаква, организациите се второстепени субјекти во постоењето. Првостепен субјект е државата и народот, а потоа е организацијата во која вие ќе се осојузите. Дали е тоа Европска унија, дали е тоа НАТО, без разлика, таа е второстепена. Првостепена е државата и народот. Вие знаете дека Европската унија во моментов се наоѓа на крстопат, на можна поделба, но да не навлегуваме се толку длабоко во нештата, но многу скоро ќе бидеме сведоци на поделба на Европската унија, кон која ние стремиме и заради која еве се подготвуваме да го жртвуваме Гоце и да си жртвуваме нашите дедовци. Ризвановиќ, само сакам да ви кажам на прашањето што само прашањето што го поставивте сега. Во делот на тоа. Да, кратко. Само во тоа дали вредела стратегијата версус влегувањето во НАТО. Мислам дека спојката е невозможна. Значи, желбата, потребата наша, тоа е взаемна, пошто во НАТО не може да се влезе по желба, значи взаемниот договор за нашиот влез во НАТО не може да се поистоветува со ништење на државата или на македонскиот народ. Тоа е она што во ниедна ситуација не смее да биде дозволено. Така да од аспект, јас ви гарантирам дека било која анкета во Македонија веќе ќе допринесе дека 90% го оправдуваат сојузот и влезот во членка да бидете на НАТО. Меѓутоа, тоа е како рековте, од многу други аспекти, таа не ја поврзува и само уништувањето. Значи, во тој елемент мора да останеме истрени. Во суштина, ми звучи сумничаво да го споредиш НАТО со Хитлер, сојузот кој го порази Хитлер, да го споредиш со самиот Хитлер. Тоа е надвор од умот во оваа земја. Особено што оваа земја се почива на вредностите на западната цивилизација. Факт е дека Македонија се додека беше заложник на интересите на истокот и на Русија, не можеше се конституира како држава или како нација воопшто. Факт е дека Русија преку своите конзули на Балканот успеа да го задуши во крв Илинденското востание и директно да му помогне на турскиот султан да спреши создавање на автономна Македонија во рамки на Отоманската империја, зашто има нели самиот султан пофални зборови кон Русија и благодарност кон нивниот император. И многу е неблагодарно од еден денешен македонец да покажи таков анимозитет кон западната цивилизација која на македонците после толку векови битка ни овозможи создавање на македонска држава и на македонска нација. И благодарение на она кое денес се вика евроатлантска интеграција, ние имаме и перспективен Балкан и имаме и мирен Балкан. Во спротивно ќе имавме крвав Балкан, како секојаш во историјата, уназад 1000 години и повеќе. Европската унија не само што нема да се распадне, Европската унија ќе се унапреди, се надеваме еден ден и во форма на федерација, а Македонија ќе биде дел на таа ЕУ, и наместо да бидеме сиромашна отоманска провинција или јужна српска бановина, како што постакуваат македонските патриоти од ВМРО ДПМН кои побараа укинување на МПЦ како неуспели комунистички проект, јас посакувам Македонија да се биде мирна европска провинција и да живее богат провинцијски живот. Јас морам да одговорам, се извинувам, бидејќи овде се изнесува толку вулгарности, толку гнасоти, толку работи кои не прилегаат да се кажат. Меѓутоа, јас ќе морам да одговорам. Значи, прво, се изврти тезата дека тој сојуз ја завршил Втората светска војна и ние мораме, колку и да ја мразите Русија, мораме да го прифатиме придонесот
на Русија и на руската армија во ослободувањето на Европа. Тоа се две победнички страни. Значи овде беше Особено кажано во уништување на македонскиот народ. Значи Русија никогаш не И влезе во етничкото чистење на македонците од единствен Егејска народ кој Македонија. сам се ослободи себе си е македонскиот. Овде не стартна Токму руска чизма таа за да Русија го ослободува организираше етничкото македонскиот народ. чистење на македонците од Беломорска Македонија. Значи прво вака. Вие работите за интереси на земји кои уништија македонскиот народ. Јас сум овде хендикепиран. Дојдов како председател на партија, наспроти човек кој не може да собере 1000 души за да формира партија. Кој каже дека сум собирал Значи, затоа сега кога сум собирал јас подписи за партија? Значи морам да ти одговорам затоа што не манипулирате, не одговарате. Влезе онаму кај што не треба и затоа морам да ти одговорам. Значи вака сега не знаеш, си влегол во погрешно. Прво, сте засегнати поради не сум јас засегнат за ништо. Јас не сум засегнат за ништо. Мојата матрица беше формирање уништувате македонскиот формирање на МАК заради ослободување од југословенската српската окупација. Заради тоа е МАК. А тоа што сте толку емотивни на нивите сојузници? На што сум емотивен? На толку нивите сојузници. На чии сојузници? На руската црква и руската држава. Сега вие не знаете. Што сте толку Значи емотивни? нешто не знаете. На тие кои суспендираат македонската посебност. Дека Русија повеќе не е заинтересирана за Србија и за треба да учите малку кој е за заинтересирана? седнете овде и да За малку разговарате. конзервативна може. Ај малку замолчете. За вашите 1000 подписи. Значи замолчете малку за да дознаете нешто. Откако Па ме интересира, Русија, еве ќе ви кажам. Откако Русија го освои Крим и откако излезе директно на Црното море и откако го потпиша договорот за соработка со Турција, после 2 века руско-турски војни, ние првпат сме сведоци, тоа дали вам ви одговара или не знам, на мировен договор, на договор меѓу Русија и Турција. Со тоа преку Босфорот Русија си ја оствари своето вековно тежнение да излезе на топлите мориња во Средоземното море и од тука веќе не е ниту заинтересирана за вас и за Србија. Што беше 49? Значи не е повеќе заинтересирана и повеќе не важи Одговорете, што беше 49-та? Не важи повеќе она на Бисмарк. Оставете ги вие турските мориња. Што беше 49-та? Значи не важи повеќе она што Бисмарк го рече дека тој што ја владее Вардарската долина ќе ја владее Европа. Тоа е Германија. Ги мешате Германија со Русија. Ама јас ви објаснувам за да научите нешто, ми е жал доаѓате неподготвен. И токму заради тоа, да речеме, се измести и брзата пруга и гасоводот, наместо да поминува по Вардарската долина, ако знаете, сега поминува преку Кулата, Софија, Благоевград и Софија. Да, тоа треба да знаете. Што беше 49-та година, ќе одговорите? Бугајски, ве молам. Кој ги уби македонците во Егејска Македонија? Сакам ова да го оставиме, да ги оставиме тие историски, ве молам. Не, ова е многу битно. Не те молам да одговори поше голем познавач гледна историја. Што беше 49-та година? Предавство југословенското, српското предавство на македонците во Егејска Македонија. Кој го мотивираше чистењето на македонците во Егејска Македонија? Туку вашиот темпо и не знам кој. Не твојот темпо. Така. И твоите руси. Видите, бугарскиот новинар Николај Крастев, баш денеска, во интервју за Прес 24, вели вака. Вистинските непријатели на зближувањето меѓу Бугарија и Македонија се Србија и Русија. Негов став. Во контекст на ова што го зборуваме. Вика, вели, значи Николај Крастев, бугарски новинар, интервју за македонско-бугарските односи и вели вака. Вистинските непријатели на зближувањето меѓу Македонија и Бугарија се Србија и Русија. Или со други зборови, Србија и Русија работат на раздорот меѓу Македонија и Бугарија. Морам јас тука да одговорам, за да не се сватиме погрешно со Русија. Една историјата кон Русија, денешна Русија, сигурен сум дека не е многу загрижена за Македонија. Но и како е загрижена да спречи проширување на НАТО и ЕУ на Балканот. Станува збор за сфери на влијание на големите. Ние сме тука само територија за нив. За жал. Друга е мотивацијата зошто во овој момент или зошто во моментот пред парламентарните избори се појави бугарската рамковна позиција, а сега во моментот на формирање на македонската влада, односно почетокот на преговори со Европската унија, се појави меморандумот. Кој ги нарачува тие бугарски документи? Да се испраќаат во Брисел во клучни историски моменти за македонската држава или пресудни моменти кои што се избори, како што се почеток на преговори или НАТО интеграцијата и референдумот, знаете бугарските позиции пред тоа. Имаме и друг проблем. Дел од бугарските политичари се сериозно заложници на неколку македонски олигарси, кои
на кои им е загрозена слободата во Македонија. Обидот да ги заштитат истите нив со дипломатски статуси беше обид да се изврши поголемо влијание во Македонија. Бидејќи не успеваат до целост тие статуси, тие обиди, доаѓаме во ситуација кога македонски мафијаши нарачуваат позиции на официјална Софија, кои го загрозуваат македонската државност. Че имаме велепедство во Македонија, македонската мафија нарачува позиции кај своји платеници во Софија за да се наруши, за да се створи проблем како би се испазариле својата лична слобода со позициите на Бугарија, со друг збор, и нината на Македонија кон ЕУ да стане заложник на тие мафијаши. Да, значи, буквално односите, се согласувам со Николај дека улога играат Србија и Русија, но од своји причини. Србија ради Косово, Русија ради нивната поддршка. Но, во овој момент, целосно се вожувам со комплетен интегритет, дека во овој момент, во овој месец, македонско-бугарските односи се заложници на мафијашки односи меѓу поединци на двете земји. Добро, морам... Зално е големите стратегиски игри кои се играат во моментов, а во кои учесници се најпрво големите сили, а потоа и останатите, ние денес овде на телевизија 24 да ги сведиме на мафијашки игри, но нека остане Добро, така. мораме ни сигнализира дека мора да направиме кратка пауза за реклами. Останете со нас, брзо се враќаме во студиото.